Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Денешната емисија во најголемиот нејзин дел ќе му ја остапиме на Бобан Трпковски, момче од Теарце кој дел од својот живот го остапува бележејќи ги традициите во Долни Полог. Трпковски беше гостин во програмата на Плюс Форте радио, партнерско радио на Македонското црквено радио од Детроит, и ќе ви пренесеме дел од овој разговор. А ќе започнеме со една вест од Македонија. Председателот на МАНУ, Љупчо Коцарев, вели: не се оправдани очекувањата дека Бугарија нема да има нови услови за Македонија. За неа, македонскиот јазик не постоеле до 1945 година, забележува академик Коцарев. Македонија. Македонија. Уверувањата дека Бугарија нема да даде нови услови за Македонија не се оправдани ниту очекувани. Јасен е и непроменет во подолг временски период бугарскиот национален поглед, според кој македонците и македонскиот јазик не постоеле до 1945 година, вели Љупчо Коцарев, председател на Македонската академија на науки и уметности МАНУ, во текстот кој го објави Нова Македонија под наслов Светскиот ден на науката и македонската историографија. Тој ова го кажува во своето обраќање на 11-тиот меѓународен симпозиум за византиски и средновековни студии, деновите на Јустинијан I. Покрај другото, Коцарев забележува кој е македонскиот поглед, македонската национална приказна и како тие се менуваа од 1945 година до денес, особено во последните 5 години. Кој е македонскиот поглед за византискиот и средновековниот период? Одговорот на ова прашање, барем во градењето и зачувувањето на македонската национална свест, е еден од двата клучни предуслови за обстојување на државата Македонија. Вториот предуслов е деполитизација на институциите и овозможување економски развој на државата Македонија. Сите европски нации се конституирани според една превладувачка политичка волја и историска програма. Деновиве, додава тој, се менува македонскиот поглед за византискиот и средновековниот период заради постигнување на поднаводници повисоки цели. Но уверувањата дека Бугарија нема да даде нови услови за Македонија не се оправдани ниту очекувани. Јасен е и непроменет во подолг временски период бугарскиот национален поглед, според кој македонците и македонскиот јазик не постоеле до 1945 година. Професорот Митко Панов во својата книга Ослепената држава, Самуил Комитопулот и неговата држава, 10 до 11 век, убедливо покажува дека Самуил не бил бугарски цар, а Самуиловата држава не била бугарска држава. Во својот текст објавен во август 2023 година во весникот Нова Македонија, Панов заклучува: под пребезот на политички договор и билатералните протоколи со Бугарија, Самуил и неговата држава и црквата се проектираат во модерната борба за средновековно наследство на Македонија, а преку историската комисија која го легитимира политичкиот концепт за некаква замислена и измислена заедничка историја, се користат заради идентитетско негирање на постоењето на македонскиот народ и македонската нација, вели Коцарев.
казани твоите душмани. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
Градоначалникот на Тетово Билјал Касами со представниците од словенечката компанија од групацијата Субермахер го потпишаа договорот за јавно-приватно партнерство со кој на фирмата и се остапува стопанисување со отпадот. Касами истакна дека заедно со групацијата направени се анализи и студии во однос на управувањето со отпадот, поточно за собирање и депонирање. Должностите и обврските се веќе усогласени со договорот со кој се обврзаат двете страни. Јавното приватно партнерство предвидува сеопфатни решенија изградени според словенечкиот модел кој се покажа како многу успешен во сите градови. Се чувствувам почестен што оваа компанија го избра Тетово да стане партнер во управувањето со отпадот. Од сега Тетово има еден проблем помалку, рече Касами по потпишувањето. Представникот на групацијата Субермахер, Андреас Опелт, рече дека имаат повеќе од речиси 3 децениско искуство во менаџирање со отпадот во 20 на градови во повеќе земји. Вработените ќе бидат превземени од нивната компанија. Обврските кои ги превзедовме сигурно ќе ги прифатиме и ќе видите дека наскоро менаџирањето со отпадот ќе биде унапредено со почисти улици и почиста животна средина. Знаеме дека е предизвик тука, но имаме доволно искуство за да ја подобриме состојбата на повисоко ниво. Затоа учествуваме во овој проект и веруваме дека ќе придонесеме за корист на граѓаните и градот. Ќе има многу работа во првите неколку години, но потоа веруваме дека градот ќе биде на подобро ниво, истакна Андреа Опелт. Приватното предпријатие од Словенија ќе работи со комуналниот отпад, ќе ги превземе сите активности за собирање, транспорт и депонирање на отпадот. Одржување на јавните површини и паркови останува во рамките на постојното јавно предпријатие. Предвидени се 20 точки обврски на приватното предпријатие. Доколку општината обезбеди механизација, тогаш партнерот има обврска да го прифати според договорот со пазарни услови за закуп, истакна Касами. Во одделението за комунална хигиена има околу 100 работници кои треба да бидат превземени и да работаат во приватната фирма. Кога свири гајдата, полна ми е душата, старо младо станува, мало заигрува. Кога свири гајдата, полна
официјално направивме едно оро. Све завршивме работа кај што треба. Ја имам и Еве доказ ти од тоа. микрофончето, да, има Маја и тоа аудиовизуелен доказ за случката. Бобан Трпковски, дел од проектот, би рекол, не е ова нешто убурџубур што би рекле Не, тетовчани. Ова дел од проектот Трио Кладенец. Да. Така е. Како се роди бе идејава, Боба? За Трио Кладенец ние смо тројца членови, поново Добро. и четворица поново, како еден резерва да речем. Ама увек настапува тројца. Квартетот што настапува ка трио. Да. Ние смо тројца, увек тројца пееме, ама едниот е како резерва да речем. Што да пукне гласот на Да. некој тоа, да. И прво бевме у склоп на играрната утеарце, Кут Кирил Добро. Пејчиновиќ. И после, заради поголема промоција само на пеењето, Добро. на гласачкото селско пеење, ако знаете, у Да, Долни да. Полог, Да, а седира. за поголема промоција одлучивме едно тројца членови, ја, Сашо и Мики, Добро. како колеги да се одвоиме и да формираме едно трио под име Кладенец. Значи ја сум фан на таа музика вие што га поете. Прекрасно. Дури еве сеќа се по стоти пат ќе кажем дека имав идеја да ga натерам ќерка ми да магистрира на тема полифонното поење у Полошко и у Јужна Албанија. Дали има некоја додирна точка? Зашто и они полифоно, ама некако... Полифоно пеење во појче гласа. Да. Нашето типично, значи полифоно пеење е во два гласа. Значи еден глас виши, Виде се, ќе прв го зезне и дечо. другите значи двајца сложат. Добро. Значи бурдон. Аха. А някој полифоно пеење може да биде појче гласа, значи може да има терца, може да Вие има у случајов ова каков тип на поење ова? гласоечко пеење. Полифоно двогласно пеење, значи еден глас виши и другите значи двајца сложат. Сложува. Сложува, да, по наше. Е. Добро, ова освен што е интересно пеењево као такво, интересни овдека као што гледам Има се интересни теме многу на да, пеани и песни. многу е интересно изборов на инструменти. Мислим тоа се углавно дувачки. Главно гласоечкото пеење се пее као акапела. Значи, А капела без се инструмент. пое, да? без музичка Зашто не придружба. ги донесе и другите двајца? Не беа Шубо. слободни, ето. Ове шубо ќе си споја. Зафачени се. Зафачени. Да. Главно акапела, ама значи у традицијата и у денешно време се среќава исто и у придружба на кавал, придружба на гајда, ама мајсторијата за гласоечкото пеење, Добро. значи се гледа у акапелата. Значи Богам без мизучка приќач. придружба. Ве вика сега. Како изгледа вие тројца кои идете негде на слава, сега слави има. Слава, ајде да му ја викнемо. Ајде да му ја викнемо. У кола, ајдемо негде на турнеја, ајде да му ја викнемо, значи носто Што значи турнеја? турнеја, пример некој настап од триото или ова, знаем ја што значи турнеја, него освен Македонија, а сте виделе нешто и надвор? да, смо Да, били надвор. каде? Па смо биле Хрватска, Србија, Турска смо биле, после Босна бевме сега. Да. Значи усклопи као трио кладенец и усклопи Американскиот на Кут Кирил континент Пејчиновиќ. го немате видено. Па не, за Канада, жал, не. Канада, Америка. Не. Добро, тоа. Немате видено, па све е Може по Се да своје. надевам у да, идеја. да. Нека- А како е ваќе прифатено, мислим, Кај Што мене ти се е импресира? Кај За повозрастните мене сте- генерации Аха. е добро прифатено, кај младите дел, тие што се бават, да речем, со фолклор, аха, Добро. што студираат или се Да. значи, средно образование у Скопје, што се бават со фолклор и со пеење. Зошто бе Кај бават нив се? е- Дај избори нашки, мислам. Да не ни расипи. Па така Абе, се научен. Абе, ајде, Добро, трегай, сега. удри теречки малку да Теречки. добие. На ова, бе, јубо. Да добие На на јубо, боја, на место, на шмек да све. добие муабето. И тие кај нив значи прифатено е. Аха. Пеењето, но и кај дел од другите млади прифатено. Затоа и ова трио кладенец беше малку модернизација на гласоечкото пеење. Аха. Да. видиш. Овој, За да индиректно се прифати од страна на младите. Сега, знаеш што ми е интересно, дали кои идете, дали кои да културно-уметничкиве друштва ве повикува и вас? Да. Зашо ова е дел на традицијата и на фолклорот, ова ми, освен у Тетово се пое негде ваќе? Се пое. Каде? Да. Па се пое и во Скопје, ви кажав. Ама вие кои ќе отидете у Скопје, тоа се Не, има, Не, ова- искрено ретки се тие кои го негуваат ова пеење,
Ама инаку се наоѓаат и други трија, да речеме, групи кои го негуваат гласовачкото пеење. Македонија уште ама колку колку многу има? ретко. Многу ретко. На прсти се бројат што се види. Да? Да. Од колку руки? Од една? Од една. Од една? Пет прсти, да. Еве, ај посочиме уште на група, рецимо, што поевах. Група, се не ми текнува се точно моментов, ама у склоп на здруженијава, значи имаат Да? што пеат, да. Добро тоа под капата. Да. Не, знаеш, кој реков дека Трио Кладенец е проект, а не е само група и не е само ова, како го рече поењево? Гласовечко, селско. Гласовечко, селско. Вие гледам дека овдека и филмови прават. Значи ова што иде сега позадина е Да. се слуша значи звоното, Женски, тамбаната. лазарски, обредни поворки од теарц. Значи ова Добри са поворки. лазарските песни, обредите, обичаите кои се Добро. дешаваат за Лазарова сабота. Иначе, за тие што го нема видено видеово, Доступно е на YouTube. доступно е на Че се ова. пишат лазарски поворки од теарци, ќе им излезе видеото, ќе може слободно го снимено многу село е- Брезно, снимено Брезно е село снимено. Брезно. Авторот, значи да речем авторот у склоп на Кут Кирил Печиновиќ теарце и сценската адаптација и режијата на целиот филм, у соработка со свите, значи од раководството од Кут Кирил Печиновиќ теарце, го создадавме ова дело, да речем го вековечив. Тоа е таму, ова, у видео е прикажана традицијава. Традицијата да Велики петок како Обичај. значи еве Лазаре, добро утро, Лазаре. Берете се, другачке. Нема инструмент, така? нема ова е А капела, ова е капела, класично. значи женско. Женско гласовече. На Лазаре дидемо. Лазаре, на Лазаре дидемо. А колку са стари овие што поа? Околу 20 години. Да? Дејчиња. Дејчиња млади, да. Лазаре пое нашу година. Ете го тој За држи високо. светога Лазара. Лазаре, за светога Лазара. Браво. Браво. Значи ова е снимено у село Брезно и свите адети, значи обичаи од Велики петок, припрема за Лазаре, што правеле, метеле двороите или како што се Добро. спомнува. Значи припрема да бидат чисти двороите, кои ќе дојде лазарките, значи да бидат спремни да ги даруваат за благосостојба на куќата. На куќата. Да. Лазаре, овде стара старица. А дејчињава са од културно-уметничкото културно, да, друштво од теарц. Од теарц. Кирил Печиновиќ. Лазаре, синушије кошуља. Со две игле сребрене. Лазаре, Совршенство. со две игле сребрене. Не, ова е нешто како што диши тој дел таму, Да. што е многу интересно. Ова е нешто као ова продолжение на Мокри браќа На гавровците. на гавровците. Да. Има разлика у поењево ваше и тоа на гавровците или тоа е тоа у суштина? Значи сепак ние сме млади. Добро Значи нашиот глас е млад. Значи младолик да речем. Аха. Гавровците биле постари. Да, Значи, да. не можеш гласот да го доловиш. Иако они се подмладија здраве, мало. да сме живи и здрави и ние кога ќе остаремо, ќе Подруго бидемо- ќе звучи тоа. Подруго ќе звучимо баш точно како гавровците. Ама сега инаку точно значи пеемо. Значи вишимо и сложимо точно значи како Вишимо и гавровците. сложимо. Да. Значи точно како Како што триото треба. гавровци, како што Да. треба, да. Што ќе биде специјален концертов што ќе го правите сега у Дом на култура? Значи тоа представува нова сценска Добро. адаптација, кореографска постановка или кореографија, Добро, на кој сум автор ја. добро. Браво. Музички аранжман е на Устари, браво кој ќе заврши да, концерт. уште не се знае. Не, а? Да видиме. Музички аранжман на Дарко Илиевски, Добро. игроскиот кор е од Кут Кирил Печиновиќ теарце и костюмограф е Коци Исајловски и придружен оркестар е вокално-инструментален состав Вис Аманет од Скопје. Добро.
идејата и целта за овој проект е од моите теренски истражувања у Тетовско и Долни Полог, Добро. кај стари повозрасни информатори, и одлучив да тоа да се сними, да се зачува за идните остане. генерации, да остане, да. Браво си. Одлично. Значи тоа е сплет на ора и песни од Тетово и Долни Полог, исто таму ги има и овие гласоечки песни и малку поритмички И гласоечки. сега да те речем. прашам нешто, поддржано е од некого? Поддржано, да. Од Министерство, фала. Шутјур, фала теби, Фала им на Господи. Министерство за култура. Шуќур, брат, значи, како да ти објасним све, мислев дека ова е тоа. До сега ова Вие трчајте, правите што е време, ние ќе дојдеме за Да аплауз. гледаме. Да. За аплауз, бе, за брат. ова е второ моје авторско дело и првото Добро. авторско дело исто ми беше поддржано од Министерство за култура. Односно краткометражниот филм Ѓурџов Аха. нешто е. Тој е снимено у Белоиште. Белоиште. Да, за Ѓурџов денските обичаи у Долни Полог и Татовско. Добро, ова... За све има, видиш Чекај обичај. се, ама гледај се, све Подгор го одработува. не? Све, Не? значи Да, да. искрено да ти кажем, Подгорот и Долни Полог, Добро. значи општо збориме, Тетовско и Долни Полог е еден од најнеистражените и најсиромашните предели у Македонија за кој се работа за фолклорот. У однос на Да, информација. Да, информатори у однос на и традиција стручна е богат. литература, кога истражувале, значи Љубица и Даница Јанковиќ и другите истражувачи, да речем, крајот на 19-ти, почеток на 20 век, се сретнале со многу малку информатори. Така да не е доволно истражен и тогаш овој предел и во денешно време. Постариве соработува, Соработува, ако идеш да истражуваш, Соработуваат. што би Главно со рекле тоа. информатори. И Се сега си- и крајно Се- време знаеш што вајда би да рекла? се скупат Ко- тие информација, зашто Мајо. се менјава нели околности, Точно, и доаѓаат луѓите, нови генерации, генерација да. не знаат. Јава, треба да го друго име да му најдете, тој информаторка Кодош ми доаѓа. А да го искодошиш твое време малу, да бидеш информатор. Маркетинг, сонце од твоите руси, коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винари Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Слънце с легада, зайде Маро Мариема,
Рие пиле Марие, Марие веде. Хит на ден. Да. Хит на векот. На веко. Да. Значи ова песна е од Пиринска Македонија и се пее у 3 гласа. Добро. И Од трет Пиринска глас Македонија. Од Пиринска Македонија. Шо збориш, Наша мила бе? Македонија. Чекај се, ова е негде испоано по ова по... Ја има по социјални мрежи. може. Не, дали е испоана негде по фестивали, по нешто? Да, ова е фестивалот у Лешок, односно наш личен концерт. Самостоен аха. у Лешок, да. А знам за Фестивален. тој. Да. Знам за тој. Инаку сме пеле по фестивали други, по промоције. Гледај сега, ја му раскажав една семејна работа на Бобан. Значи, ваќе, ја сум пола отушанец, отушанец, што би да. рекол он. За жал го Отушанец. избришаја од мапа, Го избришај од а мапа. отушиште е постаро од теарце, така да, ама ТРЦ останало ка... Значи, останало ка поразвиено, да речем, и мене ми беше многу чудно и тоа сега мајка ми каже многу никогаш не сум прашал зошто дедо ми Тодор тетоец 300 години уназад се оженил со баба ми Доца Добро. од Отушиште. не сакале ова многу прича сигурно, да. Ти ми кажуел ова. Да, значи дедо ми Тодор бил оженет со сестра му од Амбарче. Народниот херој и му починува и жена му и детето. А баба ми била омужена со некој се од Теарци или од Отушиште, не знаем, на кој му починува на кој нега и починува и мушје и детето. И таќе дедо ми стартетоец е За Подгорчанка. за Подгорчанка. Шуба се оше. комбинација. Ама знаеш сега, еве Не би сакал да Бобан. открием, ама ајде, ќе откриемо. Ајде. Значи, истава приказна ја има вметнато хореографска постановка нова шубо. Подгор. Ама тоа е Ама ова, за жал, тие двајца, Трпана, градска мома и Гавро од Непроштено, не ја оствариле својата љубов, ради мајка им, зашто тогашните дете обичаи налагале така. И затоа тие, значи, не може бе цело- Ги од оставиле демек? Ама Не не ги може оставиле, да. од град да се ожени со Не, некој од па, село и обратно, разбираш? Да. Не може тоа, како мислиш ти таќе? И сега затоа тие се цело време у хореографијава, че се подгледнуваат, че се намигнуваат, ама кој ќе се фата за оро, ќе се држат преку шамивче. Нема Затоа рука што за не рука, сме виде? рука за рука, да. Виде? Абе има гачи овдека. У нашиот крај е патриархален начин на изведба на ората. Аха. Значи, Што не значи? смело, Иначе, чекај, извините, прекинувам усреде многу убав муабет, ама памти ке што си, по образование, Бобан е технолог и нема врска со ова. Нема бе. врска со фолклор, да. Од кај дојде ова, памти кај си само. Од кај ти дојде поривов да го... Значи, јас сум дознал дека имам стари корени, дека прадедо, да речем, мој Добро. се бавел со гласовечко пеење. Аха. Јате, тие корени валјда ме потерале Генетикава тера. Генетикава ме потерала да... Ајде да видиме секи допревмо. Да. Значи, Постановката. во долни полог тетовско патриархален начин имало на изведба на ората на собор кога е биле. Добро. Тоа значи не смеело мушко до женско да се фати за рука. Значи само преку шамивче или одвоено. Мушките ќе играат посебно, женските ќе играат посебно. Ама после подосна, значи после некое време, тој начин се изгубил и се опуштиле и почнало после ајде народнинска врска. Ама знаеш што се, кој ќе се И опушта фамилија многу... мушко-женско може да се фати до Аха. рука. Значи, Не. по роднинска линија. Ве молим, значи, чувајте го ги традицијеве, зашто многу опуштање не чини, мајо. Така е. Европски одма стануемо, после мушко со мушко не се попушта и женско со женско. Вие чувајте си ги јадете века. Затоа преку шамивче најпамет. Преку шамивче на Така. јубо, да прејде. Ова едно преку друго. Ето. Рече дека имаш нов проект. Да. За следна година, За со следна кој си година. аплицирал у Министерство. Здравје. Што е тоа од прилика ваќе? Ми раскажа ти малку меѓувреме. Исто пак се дешава за Подгор, не го пропуштам крајов. Самиот кажав дека целта ми е да го дигнем, значи, фолклорот у нашиот крај. Значи да се истражи доволно, да се запише све, да се зачува
Исто, значи, сакам да снимим сега свадбени обичаи, зашто Добро. гледам више Знаеш што ми се интер- губат свадбените обичаи. Тоа ме современо. интересираше дали бар некои од адитиви се зачувани. Има зачувано, Има зачувано. ама свите адети и баш онаке оригинално како што биле, нема. Кај што било Не. оригинално, не. Не, ама има дел зачуван. Не, Сега е, сакам, значи, добро. свите адети обичаи, сите песне за запојување на нестата, за младоженови. Зашо на нестата? За запојување. Свака невеста која доаѓала, фактички свекорот ја запејувал. Ајде несто да те запее, ми че викне некоја гласоечка песна. Да? Да, да. А, бе, седи, да, бе. И тај че седи, че слуша свекорот, што прави. Тоа е. Исто Ши за да си исто спогоди. песна за младожења. Ој ти младожено јешко од церена, демек бил спремен мужиште за женачка. Виде? Пример Јешко од Церена. Да, Јешко Церена има такви песни кои се запишани, ама не се видени, не се зачувани. Да, не се изведени. Ги нема као жива изведба, да речем. И тоа, значи, сите тие песни, сите тие ора за свадбени обичаи, сега Додолски, исто Додоле, порано повикувале дошт, кој било суша, Аха. повикувале Виде дошт. индијанци. Да. Абе, староседелци сакам да кажам. Едини додолски обичај да речем е зачуван у село Јелошник, да, село Јелошник. Јелош. За Благоец таму мужи значи идат со да речем котле и со босилјок прскаат и пеат да заврне ситна роса Господи помилуј, да навади слеберечит Господи помилуј. Идат значи низ цело село и фактички го молат Бога. Калитија нешто права. Калитија, да. Значи додолски обреди са тие за повикување на дошт. Кога имало суша порано и све им се суши. Да. И барале начин преку да речем преку Господ, преку пеење, За значи, да прежива. за да прежива, за да повика дошт. И стварно тоа значи успевало, фачало, да. Да, си испраќа нешто. Свите овие адети обичаи сакам да ги запишем, да ги снимим, да ги Овие што ти се информатори у суштина, тоа е околу традиција и обичаи или и околу песневе? и околу песни, све. Значи Да. ако идем на терен, правим прво приватни моабети, па после од моабет, значи за животот неизин едно друго, значи ќе преминемо на фолклор, на пеење. Како и било порано, исто истражувам кај имало воденца, кај имало вуновлачара, како било порано улиците. Богат е тој крај таму. Богат. Искрено, Теарце било порано, Теарце и Атушиште, да речеме. Било центар за Кажи дека отушиште е постаро од постаро Атушиште. Ја ако сум од Теарце, ама си признавам. Абе, Има една книга издадено од Здравко Серафимовски Зевс, добро. од Руништа до Атушишта до денешно Теарце. А знаеш дека Теарце е Јутирил избришано, турските од- више не постои како Атушиште. топоним. Атушиште, да. Шо збориш? Да, бе? бе, да. А постаро е од Теарце. Да. Па ете, некои си политички, да речем. Може и не са политички, некои други Бог причини. да чува. Да. И сега стана како населба у Теарце. Сега е ова отушиште е населба у Теарце. Да. Абе, ајде, молим те. Слем. Тоа. Мислим. Ама да, ги следи бе трендови бе. Овија бе што е постар да биде после помлад. Да му биде регионален, разбираш? Така. Еј, Шубо ни раскаже све. Ја можем до утре да зборим, само вие да ме подпрашувате, ја имам за зборење. Кој дел е најактивен у Подгориево? Околу ова бе. Па Теарце, да речем. Теарце Теарце и поселието Јагуновце, значи тие две села има. А Лешок? Лешок е активно, да речем, за еве Богородица, да речем, се игра. Не, колку е ова у информатори? Сакам да прашам, у овој бе Подгоречкиот дел, целиот, Да. нели? Ке имаш највише материјал за Теарце ќе ми За речеш. материјалот, искрено, треба да имаш време. Треба Добро. да имаш паре да идеш до негде, пример, да истражиш. Да. Јас сум бил у Теарце, сум имал информатори, ми било блиску, сум може што се вика и пешки да идем. Добро. И најголемите А ти од кај си? информатори од Теарце. Па добро. Да, А, најголемите пешки сакаш низ село Па да пешки те- низ да, село да, ќе пројдеш. А инаку сум имал информатори у Вратница, у Старосело, у Белоиште, у
непроштено. Рогачево е најживо таму, има малу? Да ти кажем, не сум пошол у Рогачево, ма планирам да поидем за да колекција на носи. Да? Да. Исто и носијата, многу наша селска носија е. Има Добар. разлика од село до село? Нема. Нема? Нема. Се зависи колку била вешта жената у изработка, може да има разлика у некој вес, некоја шара, боја. И у... А инаку подвори поселје, значи доле по селските села, Добро. Драгуновце, Да. Вратнице, ти имат иста носи. Може некој нијанси да се разликуваат, ама главно Шо боја са? Црвена и црна или не? највише преовладува белата боја. Добро. Бела боја и на главата носа бела шамија, украсена со монистре Добро. или со срма и затоа по локална терминологија ги нарекуваат и белокрпки. Белокрпке. Да. Шо. Види, бе, све човек ќе научи, Да. дури е жив. Така е, човек учи дека е жив. А белово со шо е Значи комбинација на белото, белово? значи белата долга кошулја, позади на задниот стан, тоа се вика постаро. Добро. Значи позади од Веројатно има стандард за мушки и стандард за женски. да. У носијава. Да. Не, ова у смисла унифицирано мушки и унифицирано женски. Или не е баш унифицирано? Па и мушките имаат бели чашире, да речем. Добро. Кога ќе излезат на сцена, значи таа бела боја превладува и се пополнуваат едни со други, да речем. Убаво изгледа. Одговара мушката носија со женската носи. Орнаментика е, Да, како има кажем, гајтани, мушката носи, има црни гајтани, пример. Ова женскава на елекот, пример, има и црни и црвени гајтани. Аха. Значи малку пошарена, поукрасена. А тоа е ова обично баклавчиња нешто ово она или Тоа- Значи, таа долгата кошулја што е, има Добро. позади еден црн релефен вес. аха. Највише црното превладува и низ него има тракес од црма, тел низ него има, молскајце има, значи украсено. А Не, исто сакам да невестинска носија Добро. има таа и од предна страна и од задна страна е везена. Таа е све наоколу ја викале таа коша. Све наоколу. Да. Овие што се сега младиве не сте, Да. ова што се мужа у Подгор, Увенчаница. венчан не иќе ова бе старинско. Не, искрено Така, бе, искрено ја кога би се венчаница ли, бе? ја уиднина кој ќе се женим, ја сакам да Не става да не биде, стата да ми а и биде ти... барем за у ресторан нека биде облечен. Добро те, ајде. У венчаница да се види. Да. Ама сведор заврши обредов, по кумој ваму таму да заврши да си биде у вејке кошулја. Перечка носи. Теречка, не, виде, да се и да држиш до И да тоа. држим, да. И да држиш. Да сме живи и здрави. Како екзистира код Кирил Печиновиќ Теарце, зортно или не? Да ти кажем многу зортно. Современо време сега, кој по работа, кој на факултет, кој у втора смена, прва у Има школа. културно-уметничко друштво кореограф или не? Јас сум кореограф. А ти си кореограф? Јас сум кореограф. Добро. Да. Јас сум кореограф, моментално сам, порано бевме двајца. Имаше едно Кеј е королово, вториот? Сега не стои као поддршка етно королово од Сашо. Добро. А Мики, за жал, од оправдани причини, запате многу и се тргна да речем на некој начин. Ама уште соработуваме секако. Колку број членови? 80 моментално. Шубо. 80. Од каде? Од Има и од поселје? Да, има од поселје не. Од Не, Лешок, од Вратница, Белоште, Рогачево има. од се. Може да те прашам нешто Па искрено. добро, ќе ма и биде. програмата е појќе нели? Слушаеме се што Од тој ќе прашам, предел, ама што ќе слушаеме прашам. што ќе. Да не биде тешко само прашање. Не бре, обично сум го чул од луѓе. Ајде. Дека не можело ни да се омужиш, ни да се ожениш со поселјанка и обратно. За ова ќе ти кажем нешто сега да ми Ама извинат. вистински. Да ми извинат сега и подгорчани и поселчани. Добро, Ова што ќе го кажем го имам најдено на терен. Не е лично мој став. добро. Изјаснување. Порано луѓите се делеле на планинци, подгорци, поселчани. Добро. Аха. Планинците кој? Брезно, Варвара, самото Аха. име кажува на планините горе селата. Сето Биле, ле. биле најинтелигентни луѓи, Овие што се најбогати, валјда што се бавеле со сточарство. Па Богат- најверојатно по Најбогати, логика, најинтелигентни планинци. планинци. Добро. И биле посветени највише на печалбарство.
Како што слагаш надоле од планина, Добро. подгор, некоја средина, да речем, по интелигенција, по богатство, едно друго. А штом слезеш више поселе доле, Што се смееш се? Борче, ова Борче, искрено да ви кажем, ова не е лично мој став, ова сум го нашол од кај информатори од терен. Да, Затоа името Добро, според и- начинот на Да. живот, според функционирање, така се Значи, од мисли, еден не се мој- мисли Да. како Има- осуда некоја. Не, ја го поедноставив ова, значи порано како што имам чуено. Па исто Добро. како што Тетово и Подгор не е, и Подгор и поселе, не се Значи мешале Подгор Па, валја. од Да. Подгорчани и обратно, поселчани. Добро. Крава бре не купуеле едни од други. Ама сега за жал да не са поселчанки, Подгорчани ќе останат Не женети. Е, Ја тоа немам да разберем тоа. Како Не не може можеш да се да меша, разбере? значи не го каршија, што е Каршија, разбер? Невидено. Тетово 11 Па еве го еве на пример Борче Јовановски е у Рате. Добро. Па им пут дели до Подгор. Да, еден пут. Он е у поселе, ова е Путов е на ке Јажинце. Аде, јасно. Ете ти го Рате, горе ти е Терце, рецимо. Еве Лешок да речем, во Еве Лешок и Лешок. Ратевец са најблиску. Да, Лешок и Рате, преку Бог пут. да чу. Ама Путов е опасен бре, мајо, не разбираш Не ти. си излага Не, на опасен е путот, може Порано да некој иде идејќи со- на кај поселја да те собере. Со кочија, со конјот да идеш од друго село. Па тоа како било тешко. тоа? Ти чиниш таќе? Боже, Абе, ајде. Сега што е лесно со кола, запали колата и хајд, кај Да. сакаш идеш. Виде? Што не видено, бе? Па тоа е дел од традиција, како да Абе, ти објасним не се. викам. И најкрив за све ова измешувањево, ето Подгор, поселе, знаеш кој е каба е? Па и тоа измешување и да ти кажем има и многу влијание у песневе, у Орава. Да, И многу влијание имамо и од српско време, да речем, бугарско време. Кога и дошле, кога сме чекај под сега, окупација. Подгор бил под бугарите или под И србите? под бугари, и под срби. Информаторите, значи една има прво одделение учела, пример, кое беше српско прво? Прво е српско, ја Српско. мислим. Да, прво српско, Прво одделение Краљевина, српско, да. оваве и Не, после тоа малку бугарите сум послав, да доаѓаа. речем историја. Значи прво одделение била српско, второ и трето бугарско. И тогаш дури и мијата им ги Ги менјавале. менјавале на бугарски начин. И ги терала тај наставничката, ајде Лазаре, ќе ги собере у субота, не учеле субота, ма ќе им Добро. закаже и професорката, професорка. Добро, да е учителка. Учителка. Даскал. Ги терала женските, ајде идите со кошница да берете јајца. У бугарско време колку не мучели. И сега ми бугари. Кој Па, Ајде, молим те. Кој бугари бе? Не знаеш што е интересно, ете тие теме, тоа има исто многу да се збори, што уште луѓе живи имаш, нели се сведоци на Да, некои ситуации и затоа се смешни сегашните игри или како да ги наречеме. Леле, ка неополи детево, Да. неописмени Амо право неополи. ова има да се збори, бе. Не, па чу стварно, знаеш што све. ми е се ова, сите прашања беа од тоа, како се вика, од што смо, Заинтересирани. па не, да, И знатишелја бе на любители да македонски. речем на Љубопитни. традиција. Од што смо љубопитни, иначе ова треба сериозна подготовка за еден Да, ваков, да, еден да. сериозен моабет. Значи, ваќе Бобан ве очекува утре у Дом на култура Илјо Антевски смок или Центар за култура. Центар за култура. Илјо Антевски смок, тоа беше у 7 сати. 7 У 7 сат. 19 часот. Во 19. Еве, све ова ние што го зборевме да го видите со очи. Од прилика. Да, од прилика. Од прилика. Че има и ова- гласовечко пење, играње, пење, глума. Лепота. Лепота. Еј, глума, виде. Ама не, знаеш што, ипак е тоа нешто, како да ти кажем, нешто ваќе, да видиш со своји очи, А бе нешто... да смениш нешто од сваки ден што ти се дешава. Ма не само, ама види, и ама едукативно е. Едукативно, да. едукативниот Тој момент битен. е многу битен. Самите ора, има истражувања такви докази дека вика свако оро кога играш, дали било пајдушко, било елено моме, ти буди некое сеќавање у тебе. Дали ти влијае орото на расположение, некој ти е пример, го играш орово ти е за да мускулите, Да, аха, да. да значи свако орос има некоја причина зашто Па и се игра. еволутивно валјда бе ни влијаат тие работи, нели Има генерација и генерација кој се пренесува. Да, има некои специфични движења у играње оро у тој крај таму.
Главно овде у Тетовско са лесни чепорите. Лесни са. Лесни, правото, лесното, Лесно. ама се наоѓаат и посложени. Да? Да, као пајдушкото, елено моме, сите тие ора, значи. Да не откријам повеќе, ипак Добро, е премиера, добро. ипак Да. е премиера, да Ти се да дојдат луѓето кој ќе видат сака, сами. кој го интересира да види. Тач. Бобан Трпковски као еден од тројцата од Трио Кладенец, сега ќе пуштим овдека ова што го слушавме у позадина, да не им го расипемо на луѓите меракот. Фала ти многу што ни беше гости. Фала ви на вас Фала, на поканата, Бобане. ова ми беше прво искуство, да кажем. Радиско. Радиско, да. Дали доаѓаш, почнеш? Ама не, поласно е од Полесно. телевизија едно 100 пута. Не гледаш како да се спремиш, како да се облечеш. Битно гласот да те служи, да немаш трема и си тераш. Апсолутно, ама овдека знаеш, а можеш овде трема да имаш од прилика. Да ти кажем, на почеток имав малку, ама сега више не. Ама свите тај ќе почнува овде со трема. Да. Бујани атмосфера. Абе, нормално е тоа, нормално. Не, ама на знаеш што почеток ми така овдека- да те здрма малку. Ми овдека смо такви луѓи со нас трема да имаше Не, казна не. Божја, мислам Да, се. да, одма се Што ќе опуштиш. ти, што ќе ти тоа? Чек, многу убаво. Па, Ама не, пија ајде, се, не не го сто пуштаме. пире. Пиринска, пиринска исто. И ова е садила мома? Ја бело грозје. Да. Да. Ова е пошто е пиринска, тоа да не е оставштина од овие бугариве што биле. Не, па пиринска Македонија си е Македонија. Сакам да кажем македонциве бугари што биле овдека да не направиле оставштина. Не, не, не. Ова има некоја приказна за песма, ова е садила мома што ќе ја чуеме цела. Па таа е, самото вика, садила мума јабело лозје. Не се родило јабело лозје, ќе се слушне. Све што е треба е опишано во песната. Самата песма. Ова е ти ја кажа Фино, некој? разбирливо едноставно. На социјални мрежи сме ја нашли. Да? Че од Пиринска Македонија се негова. Фала ти многу уште едно што ни Фала беше. ви на Жив, вас. здрав да А си. вие уживајте и ве чекамо утре у 7 сат. Имам еден Пице. поклон за вас, две блезници. О, Мене забрае тоа. Забрае. Не, па убаво е тоа. Па Боја, е, боја. чесливо е да. Чесливо. Честливо е де. Такви са бе од теарце срциња. Свите од Подгор са така. Знаем. Sadila mama ide ja belo loze, sadila mama ide
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. И за крајот на денешното издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио, еве две вести од спортот. По одржаната трибина пред една недела, кога беше даден отчет од новото раководство на фудбалскиот клуб Тетекс, две компании се одзваа на повикот и мисијата воздигнување на клубот на повисоко ниво. Од клубот велат дека две нови компании покажаа доверба во нивната мисија и се приклучија на заедничката борба за ФК Тетекс и за подобрување на спортот во Тетово. Со големо задоволство може да соопштиме дека после остварената спонзорска соработка со фирмата и брендот Ментос од пред неколку дена, денес постигнавме договор со уште една фирма, Букс Мебел, што се понуди финансиски да помогне во реализација на нашиот проект и иницијатива за ФК Тетекс, што изминатава година со сите тешкоти успешно ја остваруваме. Ова е вистински успех за нас и затоа сакаме да ја изразиме нашата благодарност кон нив. Нивната поддршка е од суштинско значење и ќе придонесе кон нашиот успех и реализација на нашите цели. Се надеваме дека и други општествено одговорни компании ќе го следат примерот на овие две компании и позитивно ќе одговорат на барањата на управата на ФК Тетекс. На крајот сакаме да додадеме дека без компаниите, без Војводи и без сите останати поддржувачи, се ова немаше да биде можно. И сме бескрајно благодарни за поддршката што ја добиваме, истакнуваат во соопштение од фудбалскиот клуб Тетекс. Навивачката група Војводи на 12 ноември ќе одбележи 35 години од формирањето. Навивачите јубилеот ќе го одбележат во рамките на првенствениот дуел помеѓу Тетекс и Пелистер, што се игра утре. На 12 ноември недела ќе се одигра надпреварот помеѓу Тетекс и Пелистер на спортскиот центар. На овој надпревар ќе прославиме 35 години од постоењето на нашата навивачка група. Должност на секој член и симпатизер на Тетекс е да се појави на стадионот и да застане рамо до рамо заедно со нас и да ја одбележиме прославата како што е испланирано. Низ многу успеси и падови во овие 35 години од постоењето на нашата група и притисоци од сите страни, успеавме да останеме на нозе. Добрите резултати на фудбалерите нека бидат уште еден дополнителен мотив да бидеш на трибина, се вели во повикот на навивачката група Војводи до сите своји членови. И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Ви посакувам убав ден.
Рие пиле Марие, Марие леде. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.